Цивил медија. Додека се договаравме за овој настан, сакавме да направиме нешто што ќе биде поинакво, нешто каде што нема да си ги кажеме маките и да заминеме од тука само со чувство дека ете сме се потрудиле и нешто сме направиле и ќе си олесниме на душата барем еден ден во годината. Не, сакавме значи да позборуваме малце за нешто што сметаме дека изминатите години на вистина ја изгуби смислата, а тоа е одбележувањето на овој ден. А ја изгуби смислата и за тоа потврда ни е една мала анкета која што вчера ја направивме низ улиците на Скопје, која што ќе го замола мојот колега Аријан сега да ни ја пушти, па ќе продолжам понатаму. Па за подарок мислите или за... како порака? Па ништо, здравје, љубов, среќа. Тоа е најбитно. И да биде со тој што го сакаат. Во моментот ништо не ми текнува, се најубаво на жените, секогаш да останат женствени како што се и да ни го украсуваат животот и понатаму. Не сметам, би требало да имаат повеќе права. Меѓутоа гледам дека има доста организации, женски организации кои се борат за своите права и мислам дека би требало да продолжат понатак. Фала. Највише се живе и здрави, со нив живееме. Нека им е среќен празникот и да се борат и понатаму за нивните права. Жените за 8 март јас им порачувам да бидат силни, да бидат издржливи и да се трудат да бидат уште поравноправни со мажите, нормално. Мислам дека сме на добар пат, меѓутоа треба повеќе истрајност. Се најубаво. Многу љубов, здравје, среќа и тоа. Па да се приземни, да се паметни и да знаат што сакаат и што прават и што им се прави. Толку само. Смятате ли дека се доволно равноправни со мажите? Со мажите? Па равноправни си, зашто не сметам дека не се равноправни. Да. Зависи од жените. Да бидат секогаш убави, како што се и добри. И многу здрави, секако. Мислам што подобро од тоа за 8 март. Да бидат живи и здрави. Доста. Дали смятате дека се доволно равноправни со мажите? Они треба да знаат дали се равноправни или не се равноправни. Ние, како машка гледна точка, порно да не бидеме. Па, да владам машкиот пол. Цивил медија. Да владее машкиот пол. Да бидат наш украс. Да се живи и здрави, да бидат со тој што го сакаат. Ова се од прилика честитките кои што граѓаните ги посветија на жените за 8 март и затоа мислам дека е многу важно да се вратиме на суштината на овој ден. И зошто овој ден се обележува во светот. До сега во животов сум поминала 20 на интервјуа за работа и во ниту едно од нив не е изоставено прашањето во зависност од возраста која што сум ја имала кога било интервјуто. Дали сум во врска, дали сум во брак, дали имам деца, кога планирам да раѓам, од кога родив деца, колкави ми се децата, дали одат на училиште, дали се целодневна, дали се класична настава, кој ми ги чува. Сум присуствувала на интервјуа каде што сум се фатила себе си да објаснувам многу повеќе за мојот приватен живот отколку за моите квалификации и способности. Верувам дека сите жени кои што се тука присутни барем еднаш во животот го имаат искусено тоа. Тоа мора да престане. Мора да престане веднаш. Иако законски се регулирани до некаде овие прашања, меѓутоа во пракса овие прашања никогаш не се спроведуваат. И тоа мора да застане веднаш. Не знам дали знаете, меѓутоа убавите жени кога сакаат да излезат надвор од Македонија за да работат, всушност не излегуваат за да работат, туку за да се омажат. Тоа беше одговорот на моето барање за виза, за работна виза, на покана на една странска фирма, каде што имаше точно определен рок колку јас треба да работам таму и кога би се вратила назад. И одговорот кој што го добив беше: ние се извинуваме, меѓутоа визата нема да ја добиете, затоа што вие сте премногу убава и многу се големи шансите
таму да се омажите и да останете за секогаш. Бензинска, едно од зборчињата кои што би требало да ми се подсетник. Нема да го заборавам 8 март пред неколку години. Тргнувам за на работа, застанувам на бензинската на која што застанувам овие 12 години колку што сум шофер. Полнам гориво и меѓу другото си купив шиша од онаа течност што се става за брисачи и како и секој пат кога го зимам тоа, сама си отварам хаубата, сама пробувам да ставам течноста, знам до толку. Меѓутоа за прв пат човекот што 12 години ме услужува на истата бензинска ми рече: "А не, господје, дозволете, јас ќе го направам тоа, денеска е 8 март." Му дозволив да го направи тоа и тргнав да влезам во кола, ми честиташе празник и јас така несвесно и помалку изнервирано се свртев и му реков: "Фала и на вас." Корупција. Би сакала да зборувам малку и за корупцијата. Сигурно ќе се прашате каква врска има корупција со 8 март. Во последниве недела дена преживувам една траума што се нарекува "Што ќе купиме на наставничката за 8 март". Нема да ја прочитам целата дискусија, значи има најразлични предлози од ваучери од 3.000, 5.000, 7.000 денари, па дали децата ќе даваат по 100, 150 или 200, дали ќе се купат сваровски обетки или нешто слично, и најинтересното од се ми беше следново: еве еден интересен предлог за ваучер. По неочекувано изненадување нема. Ваучер за спа и масаж за двајца, на пример, во хотел Русија, за да се релаксира со мажоти. Добро, луѓе, до кога ќе продолжиме да ги правиме овие работи, нели сме свесни дека децата од мали нозе ги учиме на корупција? Ова е типична корупција. Мора да поработиме на тоа, мора да поработиме и да ги научиме своите керки да се изборат за своите права, да го бараат сето она што му следува на секој човек на планетава Земја, и пред се да ги научиме нашите синови да ги почитуваат жените. Толку од мене, ви благодарам многу. Цивил медија.